уште пред година дена, тимот на Challenger имаше неја замисла да ја искористи веќе платформата на корисници на самата Challenger, некако направиме општествено добро. И секогаш сме сакале да направиме некој хуманитарен предизвик, односно да најдеме некој донатор кој што ќе насочи средствата кон некоја невладина организација, но поради немањето на капацитети внатрешно и немаме во тој момент партнери, никако таа идеја остана. Пред неколку месеци кога случајно ние пративме мејл до Slice и потоа не поврзува со Рахил од СОС Детско село и кога ни раскажа целата идеја за IT for Charity, тоа беше ова е идејата што ние одамна многу имавме планирано, но никако да се оствари. Веројатно сега дојде времето да се случи таа синергија помеѓу организациите, да се најде соодветна платформа и начин како да се реализира. И пресрекни бевме дека Challenger конечно ќе има можност да биде еден начин партнер директен и воедно она платформа измеѓу оние кои што сакаат да направат општествено добро, воедно и да најдеме одлична целна група кои што ќе одат со средствата. Така на некој начин Challenger доби уште една димензија да помогне на поинаков начин на општеството, не само преку заштитувањето на CO2 емисии, туку и да донираме со помош на други компании средства према СОС Детско село во овој случај. Challenger е мобилна апликација која што ги наградува своите корисници кои што пешачат или возат велосипед. И токму сакавме да најдеме начин како да ги разиграме вработените во IT компаниите кои што се партнери во оваа кампања IT for Charity и одлучивме, бидејќи сите на некој начин работиме ремонтли или надвор од канцелариите, особено IT компаниите после корона кризата, така да одлучивме на некој еден забавен начин Challenger да се вклучи и да ги мотивира вработените во компаниите да поминуваат зелени километри, а компаниите да секој поминат зелен километар да донираат средства кон СОС Детско село. На некој начин заедно исполнувавме две цели, тоа е заштедувавме CO2 емисии, од друга страна вработените на компаниите остануваа фит и здрави, и беа свесни дека со секоја нивна активност не само што помага на животната околина, туку и директно се донираат средства онаму каде што навистина потребно. Така да мислам дека беше одлична соработка, бидејќи сме при крајот на истата. Се надеваме дека сите партнери во целиот овој проект навистина беа задоволни од целиот заеднички процес и се надеваме дека оваа кампања ќе се повтори во блиска иднина. Почетокот кога почнавме соработката, имавме едно очекување, тоа да собереме доволно средства кои што ќе бидат наменети за СОС Детско село. Од страната на Challenger немавме толку многу очекувања, освен дека конечно вработените во IT компаниите ќе почнат да користат самата апликација, воедно и компаниите ќе бидат свесни како да помогнат на животната околина покрај донирањето на таму каде што навистина потребно. Целиот проект ни покажа дека постои пазар за некои нови алатки кои што ќе помогнат на општеството на еден поинаков начин, воедно ќе помогнат на компаниите да го поттикнат оној тимски дух и воедно да поттикнат нивната корпоративна општествена одговорност. Така да се радуваме дека до крајот на проектот се приклуча 14 компании. На почетокот не очекувавме толку голем број на компании и ова е уште еден доказ дека кога се случуваат вакви партнерства, успехот е несомен и неизбежен. Така да се надеваме дека и во наредниот период, знаеме дека доаѓа зимата и дека можеби нема да имаме вакви активности, но се надеваме дека пролета ќе ни донесе нови работи, нови кампањи и нека ова биде само почеток на една успешна заедничка соработка.